На еден месец пред берба лозарите се уште не ги знаат откупните цени на грозјето. Ние оваа година нели се донесе некој си закон да институтот до 15 јули даде производна цена на килограм гројзе. Кога ќе стигне производната цена, така да можеме ние да формираме на производната цена по новиот закон е дозволено плюс 25%. Минатата година винариите за Смедеревка плаќаат 14, а за Вранец 18 денари. Кои се новите очекувања на лозарите? Реални цени се, и за да обстане лозарство, реални цени се 30 денари за Вранецот и да бидат 25 денари за Смедеревката, така да може да се продолжи рокот на лозарството. А со овие цени како до сега, најверојатно ќе се, и ако остане поново тие цени да бидат, најверојатно 50% ќе се искачи лозето за година-две. Во оваа насока, тие ќе имаат средба со министерот и винариите. Што очекуваат производителите? Ние очекуваме винариите, пошто нека сванат и винариите, оти ние работиме на отворено небо. Ние му носиме квалитетно гројзе суровина, а они само ја вршат преработка. И сега не може, ние треба да најдеме реална цена, да биде и за нив, и за нас, така да и лозарството да обстане, а и винарите да обстанат. За разлика од минатата година, во оваа квалитетот на грозјето е добар. Оваа година спрема ланската квалитетот нема никаква болест. До сега нема ништо. Лозовите насади се заштитени добро. Ако сега моментално до денеска лозите се кажаме се добри, и ако заврне, значи очекуваме околу 90 милиона килограма гројзе.